статијата против Чаушеску всушност предходно бил соработник на службата. И она што е многу интересно, тој потоа ќе признае дека го бил тоа. Ние слушнавме за полскиот бискуп, кој исто така призна. Каде се овде нашиве соработници? И за полскиот вице-премиер кој под притисок на јавноста призна исто така. Не, сакам да ви кажам дека и тоа е прочистување. Некој може би бил уценет, некој еве го направи, но јас не видов додека трае ова расправа, се слушна многу чудни, многу разни, дури апсурдни некои аргументи зошто не треба, но не видовме некој, барем онака машки, да излезе и да рече, ете го правев тоа, и па и тоа е некое прочистување и олеснување. Јаленка, да даеме малце збор на младиве, повелите? Да, имам само едно прашање, вака, која е причината за донесување на овој предлог закон? Дали тоа е за, нели, причина за да се подобри нешто ситуацијата кај граѓаните, или па некој сака ова да го прави од тоа што сака на некого да му се одмазди? Кои се последиците, и кога веќе спомнавте кај новинарите, што ако некој се наоѓа под закана на некој, еве да речеме на некоја поважна личност? Што тогаш, дали тој ќе може да го објави тоа или да оди да некого да му се пожали? Што ќе се случи со него? Кога знае тој дека дали денес, дали утре или во наредниот месец тој ќе биде прогонуван и најверојатно убиен? Да. Добро, повелете, положете. Па, јас мислам дека главна кошница за напредокот во ово општество се стариот менталитет и старите структури. А према она што го вели народот дека зајакот го ја има опашката како својот татко, јас дојдов до едно сознание, прибирајќи имена последниве 15 години. То ми стана некаква мана или хоби, како да речам. И дојдов до заклучок дека 90% од денешни функционери, нарочито од гарнитурата на опозицијата, се синови на поранешни функционери. И претежно синови или черки или фамилија, и претежно се тоа... Ние ги викаме наше дете во... Наше дете, да. Деца на претежно јавни обвинители, војни, директори на служби за контраразузнавање, УБК, ДБК, МВР, деца на војни јавни обвинители, активисти, службеници на КОС и така натака. И не може да се менува менталитетот поради еден конкретен факт. Еден министер, кој што беше првиот во самостојна Македонија, без ресор, многу симпатичен, со трегери и со една кратка брада, беше ангажиран да направи закон за денационализација. И он истакнува дека најважните совети ги земам од мојот татко, кој што има искуство во тој поглед, кој што го правил законот за колективизација. Сега, по старите генерации знаат сите кој е тој закон за колективизација и како им се одземал имотот и како се уништувале животи, луѓе, кариери, просперитети и така натак. Проблемот е... Да, во другите земји прво се изврши денационализација, па потоа приватизација, а овде се изврши прво приватизација, значи социјалистичките директори и тајкуни да можат да станат преку ноќ газди, а потоа овие граѓаниве на кои им биле одземани, 10 години трчаат по шалтери за да си вратат нешто што им било земено. Видите, на почетокот кога почна приватизацијата, работниците немаја достап до тие книгите, не знаеа колку се нивните акции и каквите си нивните акции. Мислам дека тоа е еден аспект, нема резон сега да го шириме аспектот на амбиентот. Околу причините, ако не се вградат се овие забелешки што ги кажуваме, мене ове повеќе ми мириса еден закон да донесеме повеќе по да им се додворуваме таму на тие бюрократи во Страсбур, од Советот за Европа, и да се наредиме во земјите утре да мафтаме со закон, еве и ние сме во редот на земјите кои што не со таков закон. Ако остане ваков како што е, бидејќи